Да, продолжуваме со Студио 10. Сега ќе разговараме за еден голем важен настан кој што се случува денеска и утре во Скопје. Таму се одржува Генералното собрание на Европската асоциација на историјат на сестринството, па директно од Загреб ја вклучуваме претседателката на Унија на медицински сестри, господја Гордана Бешлиовска. Господја Бешлиовска, дали се слушаме? Да, се слушаме. Добар ден, добар ден. Так, добар ден. Благодарам што прифативте да бидете гостин во Студио 10 директно од Скопје, каде што ќе ни кажете за каков настан најпрви се работи. Зоран, од предградието на Загреб би се јавуваме. Так. Директно во сестринската униформа со која што во европските асоциации се уште видно и јавно протестираме за законите и за сето она што е потребно за сестрите во Македонија. Так. Ви благодарам многу што не следите континуирано и за нашите активности. Ова се некои нешта кои што Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри ги прави за општествено добро и за унапредување на сестринската професија, каде што ние сме видни во европските асоциации како членови и еве во овие 2 дена и како дел од Генералното собрание на Европската асоциација на сестрите со историјат на сестринството. Така, пред се да ни кажете за каков настан станува збор? Ова е годишно генерално собрание на Европската асоциација на сестринството со историјат, кој што се случува секоја година со сите земји учеснички, каде што 46 земји се составен дел од оваа асоциација преку представништвата на медицинските сестри, каде што сме и ние од пред 4 години. Со нашата работа и сето она кое што Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри, акушерки и стоматолошки сестри ја направи изминатите години, давајќи му акцент на нашиот историјат, на нашето сестринство, на нашите доаѓенки во нашето сестринство, под паролата сестрите треба да ја познаваат својата историја во сегашноста за да ја градат иднината. Го земавме сериозно вниманието, дел сме од Генералното собрание, ќе имаме свечено обраќање, каде што ќе имаме меѓу другото и обраќање со целокупната наша хронологија на сите наши активности на Унијата на Сдруженијето, каде што внатре покрај сите други 15 друштва и друштвото за сестринството со историјат на медицинските сестри. Многу сме препознаени по внесувањето на последната медала орденот од прв пред одликување Славјанка Влахчева, која што е пандан на Флоренс Најтингел во светот. Тоа што е за сестринството меѓународно за нас во Македонија е нашиот орден на Славјанка Влахчева, со кој што испишавме една понова историја во која што го славиме сето она кое што нашите доаѓенки своевремено го направили ги утрени темелите на првите медицински училишта, ги направили основите за развивањето на сестринската професија. Многу важен настан, многу важен за нашето сестринство, да не речам многу важен, односно искрено многу важен општествен настан за целата наша држава, како неевропска земја, да бидете дел на вакви европски настани, каде што имате посебно место, посебно признание, каде што ви се признаваат сите активности, сето тоа што го правите се гледа, е видно. И така понатака е навистина една многу голема гордост за нашето сестринство и за се она што Унијата на Сдруженијата го направи и го прави и ќе го прави за медицинските сестри во Македонија. Да, важен настан на кој што секоја година учествувате. Предлагам тука режијата да ги пушти инсертите и фотографиите кои што претходно не ги пративте за овој настан. Колку е важен настанот за медицинските сестри во однос на размена на искуствата, меѓутоа и во однос на подобрување на состојбата на медицинските сестри во европски контекст? Апсолутно. Знаете како, ние веќе сме дел од носењето на меѓународните сестрински политики и тоа е многу важно за нашето сестринство и сето она кое што е сега од ова важност треба да произлезе кај нас и да ги промени нештата е дека Унијата на Сдруженијата си го заслужува институционалното место во Министерството за здравство, каде што треба да ги понесе јавните овластувања за сестринството во Македонија. Толку многу преку европските асоциации, значи направивме за сестринството да биде наше видно, толку многу покажавме колку нашите сестри сакаат да се едуцираат и колку нашите сестри ги следат комплетно стандардите за се она кое што е во тренд со современата медицина и сето она кое што ние го работиме во делот каде што сакаме да имаме свој кариерен развој, каде што се образуваме во нашите во моментот можности за образование, а европската директива курикулуми ни даваат за можност да си го бараме со меѓународен притисок нашето образование кое што ни следува со академски студии, специјалистички студии, научни студии, втор, трет циклус на студии кои што ќе им овозможи на медицинските сестри да се остваруваат и во образовниот процес. Знаете, овде кога сте меѓу европските медицински сестри, меѓу ликот, имиџот и делата на овие европски медицински сестри, доаѓате до сознание дека во ниту една високо образовна институција за медицински сестри вие не можете да предавате и да водите настава од било каква
позиција ако не сте почетно и основно медицинска сестра. После тоа се надградувате како јас во својата професија, каде што сум се градела како медицинска сестра во хируршките гранки, па одговорна главна на градската општа болница 8 септември и тогашната воена болница, каде што можностите и условите за образовниот кариерен развој сум ги искористила до статус на магистер во здравствениот менеджмент, и сето тоа ми дава можност, меѓутоа во нашиот образовен процес медицинските сестри не се препознаени. Европскиот лик, имидж и дело на медицинската сестра е тој кој што сака медицинските сестри да ги отслика по специјалности во собствените области, да се образуваат и да ги следат специјалностите и на лекарите во нашите болници. Тоа е се со цел за подигање на вредноста на пациентите. Пациентите заслужуваат да ги лекуваат образувани медицински сестри, заслужуваат доволен број на медицински сестри, заслужуваат задоволни медицински сестри. Тоа не е сето ова кога ќе сме овде меѓу нашите колеги во европските асоциации, каде што Унијата и на Сдруженијата на медицинските сестри е дел и од Европската асоциација на сестринството со специјалистичките студии. Ние сме дел и од меѓународната најголема федерација на медицинските сестри, ИФНАТО, анестезија и реанимација, каде што важат посебни протоколи преку кои ние имаме задолжување како Унија и Сдруженија да ги следиме активностите през годината за унапредување на сестринската професија. Така да тоа се многу важни нешта кои што ги доближуваат медицинските сестри до европскиот лик, имидж и дело на медицинската сестра, која што е желба на секоја една наша медицинска сестра да има собствен кариерен развој, да има автономија на работното место, да носи сама одлуки, да биде одговорна и да биде платена според одговорностите, значи во таа здрава работна околина да се развива со признавање на незиното образование. Сето тоа што ќе го стекне како квалификација во образованието, да се преслика во незините квалификации на работните места, да бидат признаени образованијата на медицинските сестри и да не ја имаме оваа состојба на незадоволство во овој момент која што, како да кажам, не се подобрува само со личните доходи. Знаете, личните доходи по испитувања да се на трето место, постојат некои други нешта кои што треба да го направат задоволството и таа здрава работна околина да ве понесе на работните места, да бидете продуктивни, да испратите сериозно здравствена услуга на нашите пациенти. Тоа нашите пациенти го заслужуваат. Медицинските сестри се едно богатство на нацијата во кое што кога инвестирате во здрава нација. Тоа е паролата на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри, каде што се обединети сестрите од цела Македонија, од сите здравствени институции, од сите нивоа, сакате и од јавниот и од приватниот здравствен сектор. Ова присуство во европските асоциации е гордост за нашето сестринство. Искрено би сакала од Загреб толку многу да порачам срдечни поздрави до нашето сестринство и се надевам дека ако веќе ги добивме акредитациите за да бидеме домаќини на една голема југоисточна конференција, па ги добивме акредитациите да бидеме домаќини на огромната европска конференција на сестринството со специјалистички студии, искрено се надеваме дека овде ќе бидеме сериозни конкуренти, да ги добиеме акредитациите за Генералното собрание, да го донесеме на овие 46 земји држави од оваа асоциација во Македонија. Сметам дека ќе представуваме гордост и за комплетно за нашата целокупна нација и за Македонија како сестринство, а посебно за медицинските сестри. Искрено многу е убаво кога ви ги признаваат работите и активностите овде во европските асоциации и се чувствуваме пред се многу почитувани. Нашата хронологија и се она што го работиме во Сдруженијето е ставено на агенда на состанокот и ќе оди јавно пред сите представници на сите 46 држави, а во овој момент со асоциацијата преседава Холандија. Холандија председава, секретарката генерална на оваа асоциација е од Италија, господјата Ана Латоре, која што е нашата директна поддржувачка и ги следи сите наши активности, е уредник на билтенот на оваа асоциација. Меѓу другото, а подпредседава во овој момент медицинската сестра од клиничкиот центар од Београд, каде што во овој состав нивни во Европската асоциација, ние во овој момент во агендата на состанокот имаме и обраќање, имаме и хронолошко презентирање и имаме можност да ги поставиме нашите побарувања и ви е ветено дека целокупната наша хронологија ќе биде евидентирана и ќе искочи во европскиот билтен на медицинските сестри. Така да многу далеку во европските дестинации, во европските асоциации меѓу сестринствата континуирано ќе се слуша за работата на медицинските сестри во Македонија и морам да ви кажам дека имаме многу голема поддршка на овој наш начин со униформата во кој што видливо ги бараме нашите права. Тие рекоа дека наредното нивно доаѓање во Македонија ќе го направат исто вака во медицинска униформа за да ни дадат
да ни дадат многу голема поддршка и да направат меѓународен притисок на нашите здравствени власти за да унијата и издрженијата конечно си ги добија јавните овластувања и ги понесе одговорностите за сестринството во Македонија, од каде што нормално, значи, ќе се трудиме се да направиме за подигање на вредноста на нашите пациенти. Тоа е нешто кое што е најважно, тие се суштината на нашето постоење. Пациентите на нас не се само пациенти, тие се за нас и соработници, тие се нашите учители. Ние преку нивните предизвици низ кои што они поминуваат и нивната истрајност во која што ние како многу млади понекогаш запливуваме во нашата професија после завршувањето на средното образование, имаме многу да учиме за тоа како да ја развиеме довербата до нашите пациенти. Тоа е нешто кое што е важно и кое што ве остварува во професијата. Тоа се секогаш моите срдечни пораки до сите нови млади медицински сестри кои што сакаат да запливаат во образованието на сестринството, дека оваа професија која што представува живот треба да ја сватите како нешто за кое што треба да се дадете за пациентите, треба мултидисциплинарен пристап да направите каде што треба едноставно во единство заедно со целокупното сестринство да напредуваме, да сестрите со вештини и знаења ги користиме на работните места за искуство, да се образуваме за да имаме пристап до современите пристапи, да ги почитуваме сите европски курикулуми и директиви врз основа на кои само со образование ќе ја браниме професијата и со наставник како што тоа го прави Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри преку симпозиуми, конгреси, конференции и така понатака. Се надевам дека ова ќе биде доволен и силен глас во нашите здравствени структури и се надевам дека ќе му биде чест и задоволство и на здравствените структури и на целокупниот наш предводечки како да кажам, тим во Министерството за здравство и сето ова ќе го прифатат како нешто кое што ќе им даде сериозни задачи за медицинските сестри, да не се зборува само туку да се помине во оперализација и она што го заслужуваме по однос на нашиот закон и комората да им го даде на Сдруженијето на медицинските сестри и акушерки за нас, така да и ние кога ќе влеземе и кога ќе бидеме на дел од овие асоциации, да не бидеме единствените кои што немаме закон, да не бидеме единствените кои што немаме признаено образование и да не бидеме единствените сестри во Европа, во регионот и секаде кои што немаат образовен кариерен развој. Така, господја Бежлиевска, разменувајќи искуства на ваквите собранија на кои што и претходно сте учествувале, каков е впечатокот за состојбата на македонските медицински сестри споредбено со тие од регионот и од Европа? Па знаете како, мислам, нивните директиви и курикулуми кои што се спроведени и нивното озаконување на професијата ги донело во еден статус во кој што тие се чувствуваат автономно и се чувствуваат, како да кажам, авторитативно во здравствените институции. Ако направите една паралела наспрам сестра во Македонија и медицинските сестри во регионот и во Европа, ќе видите дека нашите сестри немаат авторитети во здравствените институции, не се таму каде што се носат одлуките. Нашите сестри не се предвидени во систематизациите, на нашите сестри не им се признаени образовните квалификации, нашите сестри не се остварени по одговорностите финансиски на работните места. За жал има некоја состојба која што мора да ја дискутираме многу посериозно заради тоа што ваквото неозаконување на професијата и ваквите неуредувања на да кажам автономијата на медицинските сестри на работните места им дозволува на одредени поединци на одговорни позиции, не зборувам само за менаџерите, зборувам и за поставување во самата професија, значи да бидат поставени онака како што, како да кажам, по некоја национална политичка реторика која што фрла сенка врз професионализмот на сестри. Па се случуваат разноразни мобинзи за медицинските сестри. Сето тоа дополнително ги согорува медицинските сестри, немаат авторитети. Тие се единствени во статус договор на дело, си ги чекаат своите можности на редовни договори да се вработат. Знаете како? Договор на дело е статус кој што кој ќе им го кажете во Европа и во овие асоциации не можеме да им го објасниме. Тие не може да го разберат тој статус на медицинска сестра. Тие во овој момент имаат толкави дефицити, а и покрај тоа што врз основа на стандардите бројат исклучително добри бројки на медицински сестри, се грижат за тоа дека треба да ги надополнуваат континуирано и редовно бројките. Имаат конкурси на кои не им се појавуваат медицински сестри, а ние имаме конкурси на кои што отпаѓаат медицинските сестри, имаме медицински сестри во болниците кои што немаат во моментот финансиски бенефит во нивните коефициенти, туку како додатоци ги добиваат финансиите за нивното образование. Имаме медицински сестри кои што со години чекаат да бидат вработени, кои ќе се распишат конкурси, отпаѓаат заради други кандидати. Имаме медицински сестри кои што чекаат вработувања, медицински сестри кои што не знаат каде да си ги побарат на некој начин и да си ги побарат сопствените права.
Многу ми е жал што морам вака да кажам, меѓутоа нашите здравствени структури многу ретко гледаат во нашиот здравствен систем, ги гледаат медицинските сестри. Некако се повеќе ставен акцентот на докторите секоја чест, ние сме ти кои што сите заедно го правиме нештото кое што е нели за доброто на пациентите, меѓутоа медицинските сестри заслужуваат се она што се зборува да биде оперализирано и тогаш можеби ќе се доближиме до сите овие нешта кои што ги гледаме, слушаме и се остварени во Европа, каде што како што ви кажав, сестрите се конкурсите се овде континуирано отворени. Знаете, не морате да чекате периодични конкурси. Да речеме во клиничкиот центар во Бања Лука од главната сестра со која имавме можност да имаме контакт во текот и за подготовките на ова генерално собрание, добивме информација дека нивниот клинички центар има континуиран конкурс, меѓутоа веќе 2,5 месеци немаат ниту една медицинска сестра која што им се јавила на конкурсот. И тоа се поразителни бројки и јас порачувам искрено и најсрдечно до нашите здравствени власти дека медицинските сестри мора да се чуваат со сериозни мерки, комората ни е неопходна, Сдруженијето на Унијата на медицинските сестри заслужува веќе конечно да си ги добие јавните овластувања, да ни ги дадат можностите за медицинските сестри да си ги добијат институционалните позиции, каде што ќе се црпат и ќе се централизираат сите потреби на сестрите. Сакате од преструктурирање, сакате централен регистер, сакате лиценцирање на сестрите, образовните програми и се она кое што треба професијата да ја унапредува за доброто на пациентите и да не доближува до овие европски директиви и курикулуми. Јас на последниот настан во Европарламентот во Брисел, каде што го представував нашето сестринство на Европската асоциација на сестри со специјалистички студии, исто вака со униформа, каде што настапив со виден, отворен, протестен глас за добивање на законот на медицинските сестри, добив силно убедување од нив дека кога ќе се отвори поглавието за влез во Европа, а поглавието за здравство, сериозно ни ветија дека ќе биде даден акцентот на озаконувањето на сестринската професија. Се надевам дека овој меѓународен притисок многу правилно и позитивно ќе го забележат нашите здравствени власти во Македонија и сето ова кое што сестрите го чекаат со години наназад ќе допре и до совеста на лекарите кои што сметам дека треба да имаат и треба да работат во тимови со сестри кои што имаат лиценци, кои што имаат сопствен закон. Не може нашата комора на лекари да слави јубилеи на постоење од лиценцирање, јубилеи од комплетно постоење на 2 децении и повеќе, а медицинските сестри да немаат лиценца во Македонија. Јас имам преку 33 години работно искуство и се уште немам лиценца за работа. Голем број од наши колешки кои што и сега во моментот се пензионираат, заминуваат од оваа сериозна професија без да бидат лиценцирани. Недозволиво е тоа за една ваква мултидисциплинарна хумана професија која што има сопствена тежина по секакви основи, значи да работи без лиценца. Знаете, тоа значи дека немате одговорност за она што го работите. Лиценцата е таа која што ви задава задолжување за да имате одговорност. И сестрите се тие кои што треба да одговараат за собствените грешки или направени или не направени нешто и така понатака. Лиценцата не е таа само што ви остварува како професионалец и ви ги дава сите компетенции, интервенции и работни задачи според образовните квалификации. Таа треба да ви ги даде и одговорностите и да ви ја даде одговорноста да одговарате прекршочно доколку нешто сте сгрешили, не сгрешили или не направиле како што треба да го направите. Едноставно пациентите го заслужуваат тоа во Македонија. Нема пациент кој што не сака да го негува и да образова на медицинска сестра. Нашите сестри сакаат да се образуваат, нашите сестри сакаат сето она кој што го работат на работните места да го преточат во трудови. Тоа го докажуваат на нашите симпозиуми, на нашите конгреси кои што се масовно посетени и од регионот и од Европа, и ние оваа година 2025 испишавме една толку многу успешна година преку европските асоциации за македонското сестринство, да сметам дека сестрите треба да бидат горди сами на себе, а и државата, општеството и целокупната наша нација. Овој настан ќе донесе исто многу сериозни промени за видливоста на нашето сестринство во Македонија. Ние ќе се вратиме со впечатоци и заради тоа што сте према нас толку многу секогаш овака отворени и го подигате гласот на сестринството, ќе ги споделиме сите информации после завршувањето. Настанот ќе се одбива во Католичкиот универзитет во Загреб, каде што со сите представници ќе бидеме гости на комората на медицинските сестри на Хрватска, каде што ќе имаме прилика да го видиме и нивниот историски музеј на сестринствата во Хрватска.
И тоа е нешто кое што ќе ни даде и на нас предизвик и задача да сето оно и ние што го започнавме во нашите програмски активности, понатака го развиеме за нашето историско сестринство, а еден ден сето ова што го работиме ќе биде една историја која што нашите идни колеги, колешки, генерацијски, сите овие настани за се ова ние сега што зборуваме ќе го зборуваат како една успешна испишана историја за сестринството во Македонија. Така, госпоѓа Бежлиовска, благодарам пред се за разговор и посакувам пријатен престој во Загреб и се разбира црпење на европски искуства со цел подобрување на состојбата на медицинските сестри во Македонија. Се надевам дека во наредното вклучување ќе ни го честитате формирањето на комората и добивањето на јавните овластувања на Унијата на Сдруженијата на медицинските сестри. Така, благодарам, поздрав од ТВ24 до сите медицински сестри, особено многу, до Унијата на медицински сестри. Така.